Со премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. Ки се чита од Свето Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во она време еден законник пристапи кон Исуса и искушувајќи го рече: Учителе, што да направам за да добијам живот вечен? А он му рече: Што е напишано во законот? Како читаш? Тој одговори и рече: Возлюби го Господа твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сите своји помисли, и својот ближен како себе си. И му рече: Добро одговори, тоа прави го и ќе биде жив. Но тој, сакајќи да се оправда, му рече на Исуса: А кој е мојот ближен? Исус му одговори и рече: Еден човек слегуваше од Ерусалим во Ерихон и сретна разбойници кои го соблекува и му нанесоа рани и се отидоа, оставајќи го полумртов. Случајно по тој пат слегуваше еден свештеник и кога го виде си замина. Исто така еден левит кога дојде на тоа место се приближи, погледна и се отиде. Еден самарјанин пак кој патуваше кога дојде до него го виде и се сожали. И кога се приближи му ги преврза раните, поливајќи ги со еле и со вино, па откако го качи на добитокот свој, го однесе во гостилница и се погрижи за него. А утредента на кинисување извади 2 сребреника, му ги даде на гостилничарот и му рече: Припази го и ако потроши нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам. Кој пак од тие тројца ти се чини дека му бил ближен на оној што падна во рацете на разбойниците? А тој одговори: Оној што му направи милост. И му рече Исус: Оди и ти прави така. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Господ. Прашањето кој е нашиот ближен ми се чини многу поактуелно сега отколку било кога. Како човекот заборови со кого најмногу треба да гради љубов и близина? Животот на секој човек е неразделен од животот на другиот. И во таа смисла, ако живееме со омраза кон нашите ближни, односно оние што не обкружуваат, тогаш времето и просторот за нас ни се замка и една зандана. И на тој начин сите ги чувствуваме како волци околу себе, дека некој нешто сака од нас да земе. Што не можеме од таа рамка на време и простор сега за сега да излеземе. Од друга пак страна, гледано од погледот на светите оци, светиот Силуан пак вели: Мојот брат е мојот живот. Значи, тој го чувствувал другиот како своја екзистенција. Затоа што да бидеш препознаен од друг, значи да постоиш. Да се гради релација, значи да постоиш. Да се гради љубов, значи да постоиш. И тоа е така, и во Света Тројица, од вечноста, постои релација. Затоа постојат и личности кои што се препознаваат едни со други. Без да има кој мене да ме препознае, јас буквално како и да не постојам. Ако немам кон кого љубов да дадам, јас буквално повторно како да не постојам. Чи мора да постои релација, мора да постои друг. И сега ние ќе одбереме дали ќе го љубиме тој друг или пак ќе го мразиме. Светиот Атанасий вели дека Бог при создавање на светот во се стави свој печат на премудрост, а образот свој и подобието свој ги вложи во човекот. И во таа смисла, ако Творецот се вложил себе си во се, тогаш не смееме ни една травка без причина да ја уништиме. Колку тогаш е подрагоцен човекот. И тоа секој човек без исклучок го носи образот Божи во себе. И на тој начин заповедите што ги кажа законникот, да го љубиме Бога и да го љубиме ближниот, се во корелација. Да го љубиш Бога
во исто време значи да го љубиш ближниот, бидејќи и Бог е во ближниот, и обратно. Да го љубиш образот, по автоматизам го љубиш и прво образот, кој што е Бог. Дали приказната има и символичка смисла? А секако Христос ништо без поука не кажал, ниеден збор не бил без смисла. Човекот кој што беше изнаранет и фрлен покрај патот од разбойници, е секој човек кој измачен од дјаволот и од гревот ја губи своја боголикост и така деформиран буквално талка во светот како некој што оди без помош, без пријател. И во тој момент доаѓа Христос кој што е милостивиот самарјанин. Без име, без имен човек. Затоа што и кај пророкот Исаја се вели он ги зеде на себе си нашите немоќи и ги понесе нашите болести. Тоа пророкот Исаја го кажува многу пред Христос да се роди. И Христос, односно милостивиот самарјанин, го зема болниот, го премажува со вино и со елеј и го носи во гостилница која што е символика за црквата. А гостилница е наречена затоа што во гостилница одат туѓинци. А ние сме туѓинци во овој свет, бидејќи никој не останува вечно овдека. Затоа црквата е наречена како гостилница, односно она што ги прима сите туѓинци од овој свет. Двата таланти што се дадени од Христа на гостилничарот се Стариот и Новиот Завет, кои што треба да ни бидат наша подкрепа во овој живот. И Христос, откако го остави изнаранетиот човек, му рече на гостилничарот: јас ќе одам сега, а ако потроши нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам и за тоа. Тоа веќе кажува Христос дека ќе има и второ негово доаѓање, како спасител на светот, како судија на светот. И со тоа што кажува дека ќе плати за сите оние наши плюс потрошени работи, сака да каже дека преку крстот има сила да ги прости сите наши гревови. И досега направени, и оние што допрва во животот ќе ги направиме. Значи се е покриено од Христа. Толкава милост Бог направи се буквално само човекот да биде спасен. Кои се причините за поделби меѓу луѓето? Во суштина секоја поделба е сатанска философија. Затоа што кога луѓето живеат во заедница, тогаш се силни и се љубат. Кога се одделени, тогаш може ѓаволот со секој да го контролира. А човекот губејќи способноста да верува, он почна да се сомнева во секого околу него. И тоа преку претпоставки најмногу. Затоа што го изгуби врвното знаење, тогаш мора да претпоставува што мисли некој за него, што прави некој за него. И тој начин си дозволува таков луксус ѓаволот да му внесе и помисли во однос на братот. И помисли во однос на Бога. И на тој начин човекот, останувајќи сам во својата затвореност и сомнежливост, започнува сам на себе волк да си бива, не другите да му се. Туку сам се отуѓил од другите и на тој начин почнува да страда во осаменост. Во однос на тоа, Христос црквата ја устрои како организам, како тело кое што се грижи за секој еден дел. Секој дел е важен и секој дел се лекува и затоплува. Односно, никој не бива отфрлен. И токму заради тоа најврвната молитва на обединување е молитва в црква за време на литургијата. Бидејќи тогаш човекот како природа станува едно со Бога. Значи не бива расцепкуван секој за себе, туку еден за сите и сите за еден се тогаш. Се обединуваат во Бога. Како се надминува состојбата на непријателство меѓу луѓето? Па, најмногу преку милосрдие, кој што милосрдието бива активирано од сострадание кон другиот. Ава Доротеј кажува дека секој човек буквално има
можност да направи милосрдие. Ако има пари, да помогне со парите. Ако нема пари, да помогне со совет. Ако нема дури ни совет, тогаш со трпение, кога го навредуваат. Бидејќи на тој начин му прави милосрдие на оној другиот, зашто ќе го научи на смирение. Всушност, најважно е човекот да не стане рамнодушен кон другите, кон оние што се околу него. Тоа е најстрашната варијанта, затоа што тогаш се губи секаква релација. Луѓето почнуваат како предмети да се гледаат. Подобро е човекот и во расправија да остане со некој човек, да се докажува, како ние што велиме, постојано. Бидејќи и таа расправија може да прерасне во љубов, затоа што постои контакт. Ако се изгуби и тоа, тогаш веќе е страшно. Оти човекот по природа е црковно битие, односно битие создадено за заедничарење, за постојан контакт, бидејќи преку релација со другите, ние сушност на вистина сме, тогаш сме вистински живи. Сами кога сме, ништо не сме. Или како што една стара христијанска латинска поговорка вели, еден христијанин е како ниеден христијанин.